Добро вечер, почитувани гледачи. Отворено студио 1 ТВ. Ова се вечерните термини за дебата. И јас вечер имам во наредниот час и нешто до последниот дневник на 1 ТВ, кој што веројатно ќе започне негде во 10 часот и некои 5-10 минути. Јас имам два пара гости. Првиот пар гости ми се мои почитувани колеги и пријатели, бидејќи се знаеме од разноразни колегијални, невладини и владини светови и така натаму. Колешката Ели Пешева, која што вечерва ја представува коалицијата О2 и колегата од невладиниот свет, а сега е советник на градоначалникот на Скопје, на Шилегов, значи Никола Наумовски, кој што го представува град Скопје. Вечерашнава тема е ќе има ли чист воздух во Скопје и веројатно најточниот наслов би било ќе има ли чист воздух во Скопје и зошто не. Ама тоа треба дебатата да го покаже. Но пред да влеземе во дебата со гостите вечерва овдека кои што се во нашето студио, јас ќе ја замолам режијата, имаме некои 6-7 минути направен разговор со господинот Јани Макрадули, кој е заменик министер за животна средина, а кој што токму денеска, утре, веројатно и вчера, е во Женева на една важна конференција на европско ниво за која се расправа токму за загадувањето во градовите европски. Тој не можеше да дојде, па затоа снимивме еден разговор кој што предлагам да го погледаме во наредните 6-7 минути. Режија, повелете со Јани Макрадули. Па мислам дека едно од клучните работи е што рековме дека и се сложивме дека воздухот е загаден. Значи не бегаме од тоа и навистина јас сметам дека тоа е еден од најголемите предизвици што предстои не само пред Министерството за животна средина, туку пред цела влада. Тоа е еден проблем кој што изискува и побарува интегриран пристап. И во овој момент тоа е нашиот генерален пристап, зборувам од едно општо ниво, политичко ниво. Инаку од оперативно ниво го подигнавме нивото на интерресорската работна група која што се грижи или за дефинирање на некои мерки, за да избегнеме дилеми и за да не живееме во илузија дека е чист воздухот, ги намаливме и деновите на алармирање и на информирање и праговите, бидејќи порано беа многу повисоки и повеќе денови. Сега ги скративме во некои европски рамки како што се прават, се со цел да не се криеме од тоа дека воздухот за жал во Скопје и во другите градови е загаден. Поделивме некои задачи, за жал некои се завршија, некои не се завршија. И тука некои институции потврли и тоа треба да бидеме искрени да си го признаеме. Например? Затоа што доцни процесот на категоризацијата на возилата, не сите општини го исполнио врската да на Советот донесат план за справување со воздухот, со амбиенталниот воздух, согласно закон, секаде каде што има мерни станици, тие тоа мора да го направат. Ние вклучивме две нови мерни станици, фиксни во Гостивар во Струмица, една мобилна во Бутел. Успеавме со на Обединетите нации, Агенцијата за атомска енергија, да подпишеме еден проект во кој што некои делови ваги од лабораторијата што беа расипани, не работеа, да набавиме нови за да може поквалитетно да ги мериме податоците. Заедно во координација со градот Скопје презедовме повеќе мерки од аспект на справување со отпадот, со пластиката, посебно како еден од главните дополнителни загадувачи во Скопје, каде што е дрвото, тука немаме дилема, 5 анализи различни го кажуваат изворот. Мораме заедно се обидуваме и со БЕК, има неколку предлози други кои што постојат. Очекував полесно да ни поминат некои предлози, за жал еве предлогот од 18 на 5 да се намали ДДВ-то за топлинската енергија, закон кој што го донесе на пример Романија и нуди ефект, бидејќи податоците кажуваат дека за 11% би се зголемило потрошувачката и користењето на тоа. Некако поспоро ни оди законот за забрана на користење на јаглен како извор на топлина и тоа за жал малце и со целиот овој однос политички на функционирањето на собранието. Не сакам да барам алиби, мислам да не бидам погрешно сватен. Воздухот е загаден и треба да работиме да се справиме со тоа. Во ПМ10 частичките и во ПМ2,5 частичките,
1% учествува загревањето од дрво. Тоа го кажуваат сите анализи. За жал, 24% од граѓаните во Скопскиот агломерацијски регион се греат на парно, 42 се греат на дрва. Налет што се греат на дрва, за жал, бидејќи се купуваат влажни за да бидат повеќе тешки, тие што ги продаваат, за да ја зголемат калоричната моќ, додаваат пластика, искористено масло и така натаму и така, што е најштетно за нив дома, за нивните домашни, не за околината дополнително. И затоа мораме да работиме на тоа. Она што мораме да го направиме. Има регион каде што во центар, во Карпош, во урбаните делови, во аеродром, мора да има обврска да се приклучи човекот на топлотниот систем. Се разбира да се најде баланс со цените и секако тоа да се со некои поддршки таму каде што имаме ранливи семејства. Во места каде што нема топлотна инфраструктура, вие е прескапо да го носите, например, гасот. Но податоците, и заедно направивме една анализа со БЕК, вие можете со инвертори во едно семејство за поевтино, еколошки поздраво тоа да го направите. Што сакам да кажам? Цената на загревање на 1 мегават час преку дрва со неефикасен енергетски, ефикасен зид и се и така натаму е 45 евра по мегават час. Топлотната инфраструктура во Скопје нуди 33 мегават евра по мегават час. Поевтино е грејањето, мораме заеднички тоа да го работиме. Таа некоја слика што има некоја представа за топлинските оператори или за други извори, мораме заеднички да ја справиме и тие 52.000 семејства, индивидуални објекти кои што се да влеземе со еден проект со инвертори таму каде што не можеме тоа да го направиме, не можете топлински инфраструктура, зашто да го направите, со по 2 инвертори за 40 квадрати би покриле некаде од прилика за можеби 47 милиона евра некоја сума која што на некој може да му се чини многу, но тоа е 1/3 од она што не чини загадувањето годишно и тоа е апсолутно ги забораваме загадувањето од тој тип. Годишно ние трошиме овие во Скопскиот агломерацијски регион 400.000 кубни метри дрва. И нас ни треба една масовна акција. Во која што се два дела, затоплувањето и транспортот како втори извор. За разлика од другите европски земји каде што е транспортот на прво место, кај нас е затоплувањето од домашните извори, особено дрвата реков, транспортот е второ, има влијание. Во Скопје секој дневно доаѓаат во просек околу 18.000 возила од исток, 20.000 возила од запад, во центарот на градот помеѓу 11 и 13 часот има околу 40.000 возила, за жал со по еден внатре. Мораме да сватиме дека со животната средина да се работи не може популистички. Мораме како држава, тоа е една моја мисија која што гледам, треба да ја направиме, да направиме еден баланс помеѓу економскиот развој и заштитата на животна средина. За жал тоа го немаме. Ние мораме да влезиме цела држава во тој процес. Која е вашата проекција? За колку години може да се почувствува некаква суштинска промена околу загадувањето? Па ние можеме тоа да го направиме за година дена, ако тоа го направиме масовно, интегрирано заедно, владата, бизнис секторот, граѓанските организации. Мислам дека сите заедно ако влезиме во овој процес, тоа може да се направи во година дена. Вие за 52.000 куќи можете веднаш да ги набавите ако се 2 и 3 инвертори по еден човек. Тоа ни треба. Проекција, дали тоа ќе биде кредит, заем, дали банките кои што започнуваат и тоа да го направат се разбира со ниска камата. Добро, како што гледате, господинот Макрадуги да прави еден тур де хоризон, мислам, добро ги опиша сите проблеми, веројатно повеќето со кои се соочуваме кога е воздухот во прашање, меѓутоа поентите се следни. 42% од луѓето во семејствата во Скопје се греат или околу 52.000 семејства се греат на дрво. 91% од количеството на загаденост во PM частичките доаѓаат од дрво. 40.000 возила дневно влегуваат од исток и од запад во градот кои што придонесуваат за покачување загаденоста. И така натаму. Мислам дека се тоа основните параметри. И конечно, што исто така ми се чини една важна поента за која ќе ве замолам да поразговараме, дека решението е во интегриран пристап. Значи на сите нивоа, сите заедно, бидејќи никој посебно не може тоа да го реши. Вашата коалиција од два за
чист воздух и не само воздух. Пред отприлика година дена пред изборите локални потпиша со сите тогашни кандидати една платформа за чист воздух, која сите, како ја кажем, здушно ја потпишаа Да, тогаш. еуфорично. Еуфорично, бидејќи мислеа дека ќе биде лесно да се остварува, во кој што има околу 36 точки, 39 се извинувам, кои што треба да се направат за да се очисти воздухот. Она што сега го проверував пред некој ден, мислам дека една точка е решена, а на некои десетина се работи. Да. Другите 20 плюс минус се во некаква постапка каде што не може да се воочи некаков значителен напредок. А каква е всушност ситуација со тоа, па потоа ќе видиме Никола што мисли на таа тема. Докаде сме ние со тоа, бидејќи Макрадуги вери дека кога сите би се потрудиле, голем дел од работите за година дена може да се решат. Тоа е малку година утопија. дена помина зад нас. повеќе. Јас инаку не мислам дека е тоа не знам каков период за таков проблем да се реши, но докаде сме имали сериозни напори. Значи да се разбереме, ние како граѓански активисти не очекувавме дека ќе се решат проблемите за 6 месеци. Тоа се навистина долгорочни мерки и како што кажа и заменик министерот и како што констатиравме, мора системски да се решава проблемот. 39 точки ние ги поставивме. Да, една е решена, сега да не навлегувам да ги набројувам. 9 се, значи, делумно почнато е нивното решавање. Се извинувам, значи само за гледачите, во тие точки има од континуирани инспекции 24/7 видео Да. кои што би контролирале до правење велосипедски патеки. До жешки точки, како до што жешки се- точки и така да. натаму. Значи се што има една палета од мерки кои што И нас треба ни да е се јасно направат. дека тоа не може да биде во неколку месеци. И она што ние сега како граѓани сакавме да го добиеме е некаков фидбек од институциите. Меѓутоа комуникацијата со дел од институциите оди многу тешко. Една од точките е и транспарентно работење на проблемите. Дефинитивно и со исклучок на неколку од институциите, на кај другите, кај голем дел од општините сме комплетно на игнорирање, да кажем. Ние имаме редовни средби во кабинетот на градоначалникот, тие не се секогаш пријатни. Нормално е тоа, дека не може, ние не сме на пријателски односи тамо дојдени да разгледуваме, меѓутоа работиме активно на некои точки. Меѓутоа во општините, во останатите институции, никаков одговор нема. Едноставно не може граѓаните и ние ги охрабрувавме граѓаните дека не сме само ние кои што треба да бараме одговор на овие прашања. Секој граѓанин има право тоа да го направи. И сега таа соработка, како што кажав, оди малку потешко, бидејќи пристапот до документи не е секогаш едноставен. Оние кои што немаат почнато да работат, нормално дека веројатно нема да дадат никаков одговор. Може ли да се согласиме, Никола, дека постои јасна слика во што е проблемот? Дефинитивно. Значи, не. има ли уште да се констатираат За нас работи или е јасна барем Во диагнозата? околу загадувањето? Да, диагнозата дали е јасна? Затоа што Не би сакал да Кај нас е да јасно. барам вакво причини и последици и логички замки, но со прашање како загадувањето не можеме да бидеме сигурни дека било што е така како што е. Воздухот и кубиците воздух над Скопје се комплицирана материја, која што може да зависи од фактори кои што не можеме да ги претпоставиме. Така што дури да ги направиме сите ние мерки кои што се залагаме да ги направиме, дури повеќе од овие 39, тоа не значи дека воздухот во Скопје ќе се Добро, ќе се но исчисти. овие елементарни параметри, проблемот со согорување на дрво, пластика и други, Очигледно тоа е се дека имаат очигледно. конекција со Проблемот на транспортот и така, категоризација на возила, тоа се јасни, тоа Што се само по согласени. себе пак го доведува под прашање оној факт дека 91% од загадувањето е последица на загадувањето, односно на загревањето на дрва. Тогаш ајде нека ни ги објасни некои пиковите во август што ги имавме. Пред онака мистериозно да се исклучи станицата во мерната станица во Газибаба која што не работи 2,5 месеци од 12 август еве да кажеме. Значи таа забележа пикови кои што ние како активисти ги документиравме. За потоа автоматски се тие, значи информации се ставаат на страницата на Министерството за животна средина, потоа ги снема. Значи во август месец ние имавме неверојатно загадување. Тоа е Гледавме пресекот- фотографии, гледавме видеа од граѓаните. Што е пресекот на состојбата од страна на градот, Никола? Со која диагноза вие располагате? Ние сме потиснати помеѓу стручниот пристап и итноста на проблемот. Во нашиот секојдневен работен свет не можеме да се ослониме целосно на науката и на студиите и на прибирливоста на мерките кои што би сакале да ги направиме, затоа што сме потиснати и од притисокот на јавноста, но и од конечноста на мандатот за кој што сме избрани да бидеме таму.
Така што ние понекогаш ги правиме работите онака како што мислиме дека треба, без да бидат поддржани со овие препораки кои што ги изработиле меѓународни институции, испитувачи на Например, што значи тоа во пракса? Тоа значи дека не ви треба некој да ви направи студија за да сватите дека прашањето со џаците исто така влијае врз она што завршува во воздухот. Едно е типот на дрвото, друго е дали е дрво, дали е пластика, дали е гума, а сосема четврта работа е дали оџакот ви е чист и дали горите повеќе од што ви е потребно да загреете и дали излегува полош чадо тој што треба да излегува. И така што ние почнуваме таа мерка, иако не била предвидена во ниедна од ниту овие... Да, тоа е познато за чистење на оџаците, тоа беше и добро рекламирано, ако не слажам, во јавноста, одекна таа мерка. Па дадовме неколку стотина бесплатни, мислам дека тоа покрена многу интерес. Што понатаму, да речеме, што прави градот во однос на транспортот? Ајде, веќе се согласиме дека инвестицијата во нов начин на грејење е комплексна инвестиција во која што треба соработка. Транспортот е одличен пример каде нашите стратешки и итни приоритети се доаѓаат не во конфликт, туку во ситуација каде морате да ги жонглирате. Именно моравме уште минатата година да направиме нешто во кое што ќе им кажеме на граѓаните дека мислиме на прашањето со транспортот, иако бевме свесни дека не можеме да го решиме прашањето, односно да ги намалиме емисиите од издувните гасови на возилата. Затоа донесовме 5-6 тест автобуси кои што работеа на газ, на струја. Што се заклучоците? Дека гасот е посоодветен за Скопје, дека електричните возила бараат малку повеќе инфраструктурни инвестиции и затоа пристапивме кон земање на кредит од Европска банка за развој и наскоро, односно за неколку месеци, ги очекуваме првите 30 до 50 автобуси, зависно од тоа колку ќе успееме да добиеме на тендерот, за да го релаксираме притисокот и тоа е само што се однесува до јавниот превоз. Имаме реформи, ние го предадовме овој закон за кој што збори Јани Макрадули, ние го предадовме во Министерството за економија за категоризација на возилата. Ние пристапивме кон тоа да ги ослободиме сите тротоари баш во центарот за да ги поттикнеме луѓето да пешачат. Новите велосипедски патеки 7 км во една година е за сега рекорд, така што стварно инвестираме во начини кои што можат и инстантно да ја подобра состојбата. Ели, добар е пристапот на градот. Имате ли листа на приоритети? Добар е, но не е доволен. Знаете, ние го имаме константно проблемот со недостиг на инспектори на терен. Нас не ни се потребни само инспекторите, нас ни се потребни луѓе кои што ќе ги анализираат тие податоци, да се изработат софтверски програми кои што ќе може да анализираат од каде, врз основа на која локација, кои капацитети се загадуваат. Ние имавме ситуации во кои што немаме доволен број на инспектори. Колку имате инспектори на терен? 7? Зависи за што, но градот има 15 на инспектори и тие што се останати се редари и ги немаат истите овластувања, но тоа е многу пошироко прашање со законски... Тие луѓе треба да работат во работни денови, да одговараат на повиците и алармите на граѓаните, да работат за викенди, да работат за празници, да работат трети смени. Кое е прашањето кое вие сега го притискате Шилегов, иако ве чув кога рековте дека ви е многу подобра соработката со градот отколку со општините? Баш ме интересира ако можете да ми кажете која е општина која е најлоша што соработува со вас, бидејќи мислам дека таму има и новинарска работа која треба да се работи. Како се реагирани општините по соработка? Тешко, многу тешко се добиваат информации од Карпош, од Газибаба, од аеродром. Ова све надобудниве новиве технократи кои се Знаете, не се тука само градоначалниците и не е само заменикот министер. Добро е дека има луѓе кои што стварно притискаат за промени, но вие не зависите само од вашата желба, зависите од целиот ваш систем кој што го имате во јавната администрација. А со години, со децении, овој проблем е маргинализиран. Оваа година, 2018, Македонија имаше многу низок, никаков буџет за животна средина, па и уште дополнително го намалија користејќи дел од средствата за референдумот. Сакам да кажам дека не е меѓу приоритетите на нашата држава и секоја власт, и секоја општинска и државна власт треба да знае дека нас правото на чист
воздух, на здрав начин на живот ни е загарантиран со уставот. Грешам ако го кажам процентот од 2,5% дека се залагате во буџетот да биде за оваа област и повеќе ако биде се мислам тоа дека Мене ми е беше драго за- да кажам Да. дека во град Скопје буџетот посветен на животна средина е 4,2%, што е едно од остварените ветувања. За жал не е успеано да се реализира целосно тој буџет, но за тоа постојат некои други причини кои што беа надвор од моќта на град Скопје, а тоа е да испреговара со приватните превозници за да ги заинтересира, да им даде субвенции, да ги гасифицираат своите стари автобуси, дури делумно покривајќи ги трошоците од страна на град Скопје, не наидовме на интерес од нивна страна и тие пари остануваат непотрошени и се сметаат како наш неуспех, но она што сме можеле сме го Никола, направиле. Мислам дека претходната власт не се подпираше многу на интересот на приватните. Мислам дека таму одеше малку поинаку тој систем. Им се будеше интересот заради интересот на јавноста, така како што ни го дефинира. Не мислите дека тоа би требало малку поофанзивно да се работи, бидејќи на крајот на криштата не може тоа да зависи од интересот на бизнис планот на некој кој што превезува со стари автобуси и патници. Се согласувам, но за жал не е така едноставно. Тие прашања се регулирани со голем договор помеѓу концесионери, ЈСП, приватни превозници и за да го смените, односно да ги исклучите, да им се заканувате дека ќе имаат санкции ако не се гасифицираат, тоа значи промена на договорот и нивна согласност и така натаму, за кој што сме пробале сигурно таму на работа дека не ни текнало дека освен морковот може и стапот да функционира, но не е така, баш така едноставно. Ама не можеме ние да се подпираме на одговорноста на дел од граѓаните кога гледаме дека едноставно не функционира. Одлично е што градот го изработи тој закон за категоризација на возилата. Ама знаете што, не може само да го фрлите сега во некој од министерството и да го заборавиме. Треба да притискате и вие, и ние, а и вие како медиуми. Таму некаде ќе остане заборавен заради тоа што да, многу е непопуларната мерка за категоризација. Значи многу граѓани ќе се најдат тука по години бидејќи во текот на зимата нивните возила ќе бидат исклучени од сообраќај. Мене, например, ме зачудува како денеска почна разговорот за ребаланс на буџетот, во кој што државата ребалансира 100 и кусур милиони евра и практично ги укинува од буџетите, ги враќа, едноставно не ги троши, а истовремено овдека ова не е прва дискусија, пред некоја недела правевме дискусија за науката во Македонија до кај високото образование. Како некои од тие пари, ако веќе не се инвестирале во крупни, нели овие пропаднати се уште неостварени инвестиции, зашто тие да не се префрлат на екологија, на наука и така натаму? Дали тука не гледате простор за офанзива? Гледате, градоначалникот на Скопје во секоја номенклатура на власт, особено кога ќе се погледат и владата и градоначалникот да се од иста партија, е една битна позиција. Шилегов има моќ да преговара со владата со Заев за овие работи или и тој чука на затворени? Преговара, но исто така и треба да ги избира битките кои ќе ги води. Не може за секое прашање да доаѓа да тропа на вратата на Заев или на другите институции. Некои прашања се поважни од другите, загадувањето секако е едно од нив, но она што треба да се разговара со владата е за големи капитални проекти, а на прашањето на координирани инспекции или на возила и така натаму, тоа треба да се водат на пониско ниво и тоа треба да не е биде работа за премиерот. основен политички сенс дека е во сечи интерес тоа да се направи. Добре, имате впечаток како невладин сектор, како здружение дека ги имаат вистинските приоритети? Или мислите дека имаат и со приоритетите проблем? Па јас не би можела сега да, бидејќи не ги знам сите сегменти во кои што тие работат, но од аспектот кој што ние го покриваме, секако дека не е доминантен секторот на животната средина. Мислам, погледнете самиот заменик министер кажува дека мерните станици не работат и тоа е тоа. Сега не работат 2,5 месеци. Како ние ќе влеземе утре во вонредна состојба ако немаме податоци кои што ќе ни укажат што треба да се прави? При тоа, ако тие се сервисираат, се калибрираат станици, како што велат, иако не може да се калибрираат и сервисираат 2 месеци, валјда има некој период колку е тоа нормално да се прави, тогаш тоа го наметнува прашањето, луѓе со каква опрема оваа држава дава информации на луѓето, колку се стари тие мерни станици, кога се прв пат поставени, колку пати се калибрирани и на крај зошто немаме резервни делови или воопшто не е важно. Еве вие самите кажувате дека во разговорот со заменик министерот вели дека не се толку приоритетни информациите. Па како ќе знаеме каде да реагираме? Има една теза, тоа сакав баш сега да кажем, дека не треба да се трошиме на мерни станици, бидејќи знаеме дека воздухот е лош,
туку треба да се трошиме енергија и средства на решавање на проблеми. Ама како ќе знаеме тогаш која е причината за да можеме да го одредиме лекот? Јас знам дека имаше и многу технолошки поразвиени предлози за тоа како да се прават мерни станици и тоа со стотици позиции во Скопје, а не само 6, 7, 8 и така натаму. Тие предлози се одбија. Дури и не беа прашања на некакви не знам какви инвестиции. Има ли еден страв во општините и во градот да всушност не се дојде до вистинските податоци кои што Никола може би ќе ве држат ностоп под пресија и ќе ви ја пореметуваат и другата агенда која се разбира комплексна на градот и на општините. Да, но знаете како влегуваме во тие ја извинете што би ги нарекол малце се заговорнички теории затоа што и вистинитоста им е лесно проверлива. Вие не можете да ја скриете загаденоста на воздухот затоа што можете да ја проверите со уред од 20 евра купен од AliExpress. Па именно тоа зборим. Да, но сепак имате некаков аргумент. Поставени 10 такви во вкупна вредност од 200 евра нема да ја скријат сликата. Затоа јас би рекол дека повторно не седам овдека во име на Министерството за животна средина, ама можеби треба да има малку верба дека навистина има некакви технички причини затоа што и самите тие дури да се злобни такви злочести не се така наивни дека може да ги скријат бројките кои што ќе бидат. Не е спорно дека може да има технички проблеми. Апсолутно не го исклучуваме тој момент. Она што за нас е спорно, зошто немаме одговори, зошто немаме објаснување. Ние 2,5 месеци бараме одговор од Министерството за животна средина што се случува со мирните станици и немаме никаков одговор. Значи тоа е тоа што вие како државни службеници го должите на граѓаните. Тие имаат право да притискаат. Јас знам дека не сме сите ние граѓани многу пријатни и кога сме во групи сме уште понепријатни. Нема никаков проблем. Но факт е дека граѓаните имаат право да добијат информација. Така иако и граѓаните исто така се знае да се претерува со разни работи. Мене лично ми се чини дека оваа акција за стопирање на гасоводот и на трасата која треба поминува, која на крајот на криштата дали била добро избрана и така натаму, сега нешто и коригирано и така натаму, дека на крајот нема таков проект кој што може да има нула штета за природата од таква голема магнитуда каква што е гасификација. Треба да се оди на минимализирање на штетите. Гледам малку од двете страни некакво натегање и сега шатори убаво да дигнат 5 души пред машини, тоа изгледа симпатично и сето тоа. Меѓутоа од друга страна па не можете после да го повикате градот да решава проблем со загадување ако се стопира проект за гасификација. Така што тоа ме води до едно друго прашање, бидејќи ние времето веќе не истака и така. Колку мислите дека всушност во целата оваа ситуација проблем и менталитетот на граѓаните? На крајот на краиштата ние сме тие кои што топиме пластики по печки, ние сме тие кои што прошетате низ градов, не е тоа ѓубре донесено нити од Србија, нити од Грција, нити амбасадориве што го чистат претходниот ден го фрлиле. Ние сме тие. Како тоа да се адресира? Како институции се должни да работат на едукација на населението. Значи јас видов градоначалникот имаше вчера постирано за еден од објектите во парк кој што беше уништен. Демолиран, да. Значи демолиран. Факт е дека менталитетот наш е проблематичен, но очигледно дека во оваа сфера на заштита на животната средина конкретно не можеме да се учиме со добар збор. Значи, мислам дека тоа време е поминато и дека мора малку да се покажат некакви норми, да се применат некакви санкции, ќе мора да се научиме на санкции, бидејќи неодговорноста на поединците не чини сите нас. Има ли градот нерви да спроведува и санкции? Има ли политичка пресметка во тоа? Политичка пресметка? Во смисла, па тие што прават санкции губат избори, мислам, ете на тоа мислам. Па тоа не е пријатна, ќе кажеме задачата, мислам, веројатно е поубаво да се излезе и каже еве ви дрва, греете се слободно, градот ги плаќа. Ама сега ќе ви кажам едни податоци кои што ги немаме соопштено се уште во јавноста, а тоа е дека во септември 2018 година 4 пати повеќе инспекциски казни се пишани споредено со септември 2017 година. Инспекциски за што? Најчесто за загадување, палење на отворени огнови, за депонирање на отпад, кабаст отпад, градежен отпад на околу низ градот на несоодветни места. Тоа се пишани 133 казни наспроти 25, не ме фаќате за точно за зборот. И би сакал да ве потсетам дека септември 2017 и септември 2018 беа изборни месеци и дека не се одрази тоа битно ниту се одзва во јавноста, ниту пак јавноста помисли дека ние сме во некаква хајка против лошите граѓани кои што фрлаат отпад каде сакаат. Но сепак би сакал да кажам дека иако тоа е лесен
лесна оаза во која што може да се одмори еден градоначалник или една власт во тоа, во обвинувањето на луѓето дека не се добри, совесни граѓани. Тоа ме потсеќа на првите градоначалници на кои што се сеќавам од Пенов и Трифун Костовски наваму, дали се прашам дали после првата година го кажувале тоа или на крајот на својот мандат кога веќе ги креваат рацете од граѓаните. Јас мислам дека добра власт треба да го предвиди и тој момент. Треба да предвиди дека во Скопје еден обичен човек прави 15% повеќе отпад од еден човек во некој друг град. Во Амстердам, и дека тоа ќе се одрази и на скапотијата на одржувањето на градот и на состојбата на улиците. Ама затоа треба да се делува едукативно, превентивно. Треба, но сепак да се работи, а не да не барам Во крајна линија ова е година емисија ќе ни простите што само толку можеме. Да ве прашам и Никола, и имате впечаток, постои ли, гајте, малце дува ветер деновиве, па не сме инаку во ноември, обично на крај на октомври, ноември, веќе се алармираат сите мерни инструменти дека ситуацијата е лоша. Има малку среќа со времето и така. Има ли подготвен план што ќе се прави сега нешто ново за разлика од лани, кога ќе почне загадувањето, ако не ова е следната недела? Никола, имаме ли таков план, не го имаме ли? Јас мислам дека нема план. Во овој момент мислам дека нема план и верувам дека ќе бидеме како старите индијански племиња. Секоја сабајле и секоја вечер ќе легнуваме и ќе заспиваме со прогноза за време како ќе биде, ќе се молиме на ветер, ќе се молиме на дожд и да имаме барем поможност како што имавме зима минатата година, која што беше прилично влажна и не беше многу драматично, инаку мислам дека во овој момент сега, на почетокот на ноември, нема некој план кој што е нешто драматично кога ќе се подигнат вредностите ќе смени. Никола, имаме ли план? Ова науката никогаш нема да може да ни го докаже, а тоа што претпоставам или ги видела бројките на минатата зима со пrekминатата и дека бројките се подобрени или тоа го препишува на подобрата клима, а не на мерките. Јас мислам да. Добро, кој знае, никогаш нема да можеме да знаеме. Нема конкретен план за оваа зима, си имаме стратешки цели, оперативни планови кои што ги спроведуваме, си има итни мерки кои што ќе се спроведуваат. Има некои вонредни мерки кои што ги немавме минатата година, но тоа не е нешто нечуено. Немаме магично стапче со кој што ќе поставиме вентилатори на влезот и излезот на Скопје. Да, на отворениот ден на граѓаните, тоа кога збориме веќе кај транспарентноста, градоначалникот имаше честа од човекот лично да го слушне и тој предлог. Ели Пешева, Никола Нововски, јас ви благодарам вечерва за оваа дискусија. Се разбира дека ова може да трае уште 2 сати и пак да не ги исцрпиме сите прашања. Почитувани гледачи, ве поканувам